Четврток, 8 јуни, кратки вести во 12 часот. Над 190 правници и судски експерти од денеска до сабота во Охрид ќе дебатираат и разменуваат искуства на правната конференција на тема заштита на лични податоци во коорганизација на Сдруженијето на правници и Македонското консултантско друштво АЦТ. Над 210 гости од земјава и странство ќе добијат информации за најновите судски пракси на Европскиот суд на правдата во областа на заштитата на личните податоци. Ке се одржи и панел наменет за правата на одбраната и оштетениот во истражна постапка. Најавена е презентација за примери од добра пракса од европското потрошувачко право, како и студии на случаи и нови трендови во заштита на потрошувачите и зелената транзиција. За средношколците утре ќе биде последниот училишен ден во учебната 2022-2023 година, додека учениците во основните училишта до летниот распуст ќе одработат уште 3 дена. Последниот училишен ден за нив е среда 14 јуни. Пролонгирањето на учебната година за основците се должи на продолжениот зимски распуст заради заштеда на електрична енергија за грејење на училиштата, така што второто полугодие од оваа учебна година наместо на 18 јануари почна на 23. Нестабилното време што го имаме подолг период ќе продолжи и понатаму, рече во гостувањето во емисијата Охриде не бери гајле на Супер радио метеопрогнозерот Славчо Поповски. На прагот сме на летната сезона, а Поповски вели дека нема да имаме лето како што сме навикнале. Ке не очекуваат чести врнежи и грмежи. Тоа не значи дека ќе ги нема препознатливите летни денови, но ќе бидат на периоди и без поголеми топлотни бранови. Времето денес сончево со мала до умерена облачност и услови за нестабилност. Максималната температура во Охрид до 24 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.